Утрински стихови од Библијата. 15 август. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да не ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. 1 Јованово 1:9. Понизното и скршено срце, покорено од вистинско покаяние, ќе разбере нешто од љубовта на Бога и цената на Голгота. И како што синот му признава на таткото, кој го љуби, така и вистинскиот покајник ќе ги изнесе сите своји гревови пред Бога. Секој грев е навреда против Бога и треба да биде признаен пред Него преку Христа. Секој јавен грев треба да биде јавно признаен. Неправда, направена кон ближниот, треба да се исправи пред оној што бил повреден. Доколку некој што бара да оздрави, е виновен за зборување зло за другите, ако сеел раздор и неслога во домот, соседството или црквата, и поттикнал отуѓување и препирки, ако преку каква е да е лоша постапка навел други на грев, сето тоа треба да го признае пред Бога и пред оние кои со тоа биле повредени. Ние не треба да се подпираме на нашата вера, туку на Божите ветувања. Кога искрено се каеме за нашите минати престапи против Неговиот закон и кога ќе одлучиме во иднина да бидеме послушни, тогаш треба да веруваме дека Бог, заради Христос, не прифаќа и ни ги простува гревовите. Темнина и обесхрабрување понекогаш ќе дојдат врз душата и ќе се заканат да не преплават. Но ние не треба да ја отфрлиме нашата доверба. Треба да го задржиме погледот фиксиран на Исус, без разлика дали чувствуваме нешто или не. Треба да се стремиме верно да ја извршиме секоја позната должност, а потоа мирно да почиваме во Божите ветувања.